pastir moj, slava ti Sigurno nisam Gospode. 54, 55. Gospode, pastir moj. Pastir. Ajde, Moj djeca. pastir. 55. Aj. Pastir moj, ništo meni nedosta suva, on me pase, oni pasišta, nad pivki vodi me vodi. Ja trepim, dušaka moja, opatna pravda toj me vodi, zaradi ime to tvoje, tako moj, te ljubav mi Isuse. Ne se plašam od zlo, ti si zo mene, mili Isuse, tvoje žezo spokoj mi da, živa voda od groba da. Ne se plašam od zlo, ti si zo mene, mili Isuse, tvoje žezo spokoj mi dala, živa voda od groba da. Trpeza mi prigotvi pred neprijateljite moji, so elej me pomaza, so blaženstvo me napoji. Milosta me pridružuva, posite dni na životo, potom od tatkov prestoju vam mnogo dni, mnogo dni. Ne se plašam od zlo, ti si zo mene, mili Isuse, tvoj žezo spokoj mi dava, živa voda od groba da. Ne se plašam od zlo, ti si zo mene, mili Isuse, tvoje žezo spokoj mi dava, živa voda od groba da. Slava ti Gospode Isuse Kriste. Slava ti Isuse. Ще jedno da ispejeme. Ajde broj 1. Pohvalna himna, pa ke vlezemo. Slava ti Gospode Isuse Kriste. I panika se da. Evo ga dole. Marina mikrofonov. Hriste Bože, ja te ljubam Isuse, za seko gažvo moj to srce ti naseli se, ti mi daš sila, ljubov, mir i pobeda vose, ivo radost, ke ti služam, ti si vnatrevo mene, ivo radost, ke ti služam, ja te ljubam Isuse. Na kolena pred Isusa i malo stado возлюбено, na kolena pred Isusa
malo стадо Исусово, за секогаш Исусе, на секого Исусе, на секаде Исусе, за секогаш Исусе. Христе Боже, јас те љубам Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се, ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се на сите овде. Во радост ќе ти служам, ти си внатре во мене, во секое срце. Радост ќе ти служам, јас те љубам Исусе. На колена пред Исуса и мало стадо возлюбено. На колена пред Исуса и мало стадо Исусово, за секогаш Исусе, на секого Исусе, на секаде Исусе, за секогаш Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Звезе микрофонот од Виберот. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те љубиме, Господе наш, Татко наш. Ние те љубиме. Ние сме собрани во Твое име. Собрани сме во името на Твојот Син, Господе наш, Спасителу наш, и доаѓаме пред Тебе, сите заедно, во овој стан, во овој дом го објавуваме Царството Божјо и се што не е од Исус, веднаш да замине во името на Господ Исус Христос, од целата заедница, од Вибер групата и од сотрудниците што слушаат со срцето, се што не е од Исус, согласни сме и велиме да за Исуса Христа, не за сатаната и смртта. Бегај сите заедно од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе. Бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе. Со силата Исусова од десната страна го врзуваме сатаната. Секој демон што се нафрлил врз било кој еден од нас, ги изгонуваме, им забрануваме да се вратат. Мора да замине секој демон, секоја стихија, секоја магија, секое проклество што прави отпор Исус да дојде во нашите срца. Ние ти ги предаваме срцата, Господе Исусе Христе. Ти благодариме оти не послуша, не исчисти во водна бања во Словото и го објавуваме Царството Божјо и што слегува Твојот дух во сила, во пламенен оган, да имаме водна бања во Словото, да не води Духот Божји, да ни зборува, да не ослободи со љубовта која никогаш не престанува, каде што е Духот Исусов, таму има слобода. Ти го отварам срцето, секој нека каже, Господе Исусе Христе, да се населиш во моето срце, да ја примам сета сила, сета зрелост Исусова, полна сила Исусова и Твојот мир да слезе во секој еден од нас. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Што знаеш ти за Исус? Што знам јас за Исус? Битен момент. Знам јас за Исус. Го познавам ли Исус? Го љубам ли Исус? Прашања се важни кои одредуваат каде сум сега, што правам, каков е мојот однос. Во неделата во 5 часот сабајле кога станав од планината, во групата сотрудници се појави едно клипче и јас веднаш реков не и сите прифатија.
Сите прифатија целата заедница, без да им објаснувам, и денеска ќе го отвориме тоа. Зошто? Па тие се ученици, тие се свесни, значи сотруднициве, што слушаат со срцето, дека им е потребна Марија да преведува. Пазете, тие се свесни дека е потребен друг некој да зборува, во случајот Тихо, нели? Тие се свесни дека е потребен уште некој друг, Исус да го спушти духот. И тие се ученици, тие се послушни. Значи послушаа нешто, а ни отвара една тема за сите нас. Што значи да бидам Христов, знаете? Ќе почнам од тој момент, па ќе се вратиме. Гледаме реклама на Facebook како некој изгонува демони. Пазете. И рекламата почнува вака: терапиите кои се наменети за комплетна добросостојба вклучуваат физикална терапија. 3 точки, после ќе се вратиме на ова. Значи реклама за исцелување. И ќе видиме што недостасува во целиот проблем. Физикална терапија, значи еве го имаме ние Даре тука, нели? Работи, доаѓа луѓе, му дал Господ дарба, ги исцелува. Но ќе се вратиме на тоа. Дали го познавам Исус? Важен момент. Кој е тој што исцелува? Ќе се вратиме на тоа. Каде сум го видел Исус? Каде сум дознал за Него? Значи сум дознал јас дека има некој Исус таму, ама не е тоа доволно. Пизи, што правам јас за Исус, за да знам? Што покажувам, дали знам за Исус? Што покажувам, што правам јас за Исус? Да видат дека го знам. Правам некои дејства кои се физички, вапцам јајца, што правам? Што правам да дознам за Исус? Да знаат дека сум во Исус. Вапцам јајца, вртам околу црквата, велам Христос воскресе, еднаш годишно 2 пати Христос се роди, потврдувам вистина се роди. Што правам? Честитам имен ден, правам слава, рецитирам молитви, стихови, цитирам. Што покажувам дека го познавам Исус? Што значи тоа? Сум го видел на некоја фреска, на некоја слика, и тие гледаат, например, филмови каде што актери го представуваат Исус и мислат дека тоа е доволно. Па тоа е човечко представување. Ние не сме свесни дека тој не наликува натаму. Не личи така како што изгледаме ние. Ние зборуваме за силна светлина, која ќе те осени некој духот Исусов, и не те прави тоа христијанин кога во умот само знаеш. Во умот знаеш за некој Исус. Значи, што ме прави христијанин? Да бидам вистински негов сотрудник, вистински следбеник. Што ме прави? Тоа е важен момент. Се гледа тоа во мојот живот. Колку го љубам Исус е друго прашање. Колку го љубам? Знаете, едно колку си напало зрно, колку време поминувам со Исус. Колку време? Евреите многу време поминуваа зборувајќи за Месијата. Ние го кажуваме, тоа се 14 по 3 генерации. Тоа се 4-5 години зборуваа за Исус, го читаа Словото и на крајот го распнаа човеку. Значи не е доволно да знаеш во умот, еве ги стиховите: знам дека ќе дојде Месија, наречен Христос, кога тој ќе дојде, се ќе ни каже. Јован 4:25. Исус разговара со една жена која не е чиста еврејка, нели, самаријанка, пошто тие се мешали со други народи. Они направили идолопоклонство за израелци, дека треба да се чисти, да не се мешаат со другите, под некои старозаветни закони кои им се дадени во еден период. И таа му вели: знам дека ќе дојде Месија, наречен Христос. Кога тој ќе дојде, се ќе ни објасни. И таа знае. Но не оди во Ерусалим да се поклонува пред ковчегот на заветот, а тие што одеа да се поклонуваат го распнаа Исус. Друг препев вели: помазаникот кога ќе дојде. Тие знаат дека тој е помазан. Помазан е, дека Духот го води. Не може сам, бидејќи постојано има континуирано од кога го избра со Аврам. Бог му се посветија, таткото, нели, тогаш не го викаа татко. Имаа пророци да ги водат и ги убиваа сите. Кога ќе дојде помазаникот, се ќе ни објасни. И дел од деноминациите погрешно мислат дека сега тие знаат за Исус во умот и дека тој се ќе им објасни, тој ги учи, а живеат во пораз, немаат сила на духот. Вие гледате што е сила на духот.
Ако не правиш разлика, со своја сила не функционира тоа. Не можеш да му се спротивставиш на сатаната. Мора да е во духот. Пазете сега. Значи Исус треба да дојде, кога тој ќе дојде, се ќе ни објасни каде да дојде. Па тоа е целата суштина. Во моето срце мора да дојде. Кога ќе дојде во моето срце, ние ќе бидеме едно. Тој ќе живее во мене. Тој ќе ги врши делата. Тој ќе ми даде сила да зборувам. Тој ќе ми даде сила да действувам не како што сакам јас. Дали? Тој треба да живее во мене. Да живее во мене значи да ме оживее. Да бидам жив. Словата кои ги читаме да се живи, не само цитати. Затоа вели словото убива. Тие се убиваат, цитираат само. Не го живееш тоа. Мора да оживее словото, да разбереш. И го имаме тој момент во Коринтијаните. Сега знам нешто за љубовта, тие познати стихови на крајот завршува, но тогаш вели ќе знам, тогаш, тоа е тогаш кога ќе знаеш дека си еден дух со него, тогаш ќе знам, таму на другиот препев вели, како што ме познава Господ, ќе знам колку ме познава. Колку ме познава тој? Тој те познава, значи те љуби. Бидејќи позна, значи Адам ја позна Ева и придоби 2 сина. Пазете, тој е тој момент. И сега вели Римјаните 5:10. Ако се помиривме со Бог, се помиривме со смртта на Исус. Бидејќи тој плати за гревот. Без Исус, ова го зборуваме често, без Исус плаќаме сами крвта наша врз нашите глави, врз главите ваши, како што им вели апостол Павле на израелците, сами плаќаме без Исус. Значи тој плати, се помиривме со него, со неговиот син, уште додека бевме непријатели и уште повеќе ќе се спасиме преку неговиот живот. Мора да живееме во заедништво со Исус. Не се спасуваме така. Остануваме во стара природа. Само мислиме во умот дека Исус не познава, дека ние го познаваме. Друг препев. Кога сме смирени сме кога Исус е жив. Во мене кога е жив. Кога живееме заедно и тогаш нема да бидеме поштедени, ќе бидеме поштедени од Божиот гнев што иде, го имаме тој кога им вели Исус, пород на змијата, породи змиини, зошто бегате од гневот што иде? И сега, кога сум се скарал јас со Отецот, почнуваат тие прашања, зошто Господ дозволува зло, зошто ми се случува ова, сакам тоа, сакам ова. Тоа се оние тврдини во умот каде што не дозволуваш Исус да се насели. Ти бараш веднаш прашање, ма како ова, како тоа. Илјадници години беа потребни израелците да разберат дека има Месија и не разбраа, го распна. Значи не можеш да разбереш толку бргу зошто сум се скарал, зошто сум на земјата во оваа долина на сенка смртна. Долина на сенка, бидејќи се ќе умре овде, ќе помине низ оган. Овде сме привремено, постојано го повторуваме ова, да го сватиме тоа. Имам татко на небесата, а јас се мачам овде, паднат сум. Кога сум паднал? Сатаната еден пат падна целата земја која е сатанска творена, стврдна дух, а вториот пат е со Адам, бидејќи сум непослушен. Ама зошто сум јас така? Зошто ни дава на рати да отплаќаме. Еден човек не може да отплати. Со генерации се случува така наречени проклетства, односно отплаќаш тоа што си го правел око за око, зап за зап. Значи, еве стихови. И како од идолите, идолопоклонство, ова сега ќе обратиме, почнеме со еден момент, од Господ се обративме од идолите да му служиме на Господ, на вистинскиот Бог и да го очекуваме од небесата неговиот син, кој го воскресна од мртвите, кој не избавува од гревот што доаѓа. Значи, треба да се свртам од идолите, да му служам на Исус, да му служаме дејство, да го очекувам дека ќе дојде и ќе ме земе, било што да се случува, и така се избавувам од гневот и наплата на гревовите и степенот на нељубов што сум го направил. Тоа се наплаќа и се случува. Ако излегуваш и ти сега, кога знаеш за Исус, се враќаш во калта и демоните можат да влезат во свињите. Тоа е сликата, тоа е целата суштина. Или во куќата, во песот се враќаш, си рекол нема веќе вака да правам, пак го правиш истото. Тоа е грев против Светиот Дух. Обрнете внимание да се обратиме, да се променам морал, да служиме на Бог.
Очекувам од небесата, што очекувам? Воскресение и не избавува. Друг препев вели, како се обративте кон Бог и престанавте да им служите на идолите. Значи, служиме на идоли ние овде, ќе дојдеме до тоа, треба да му служиме на вистинскиот Бог, на Исус, и да чекаме од Неговиот Син да дојде од небото, 1 Солуњаните 9:10. Дали го чекаме тоа или си го живееме овој живот, ни минува времето на милост? Што се тоа идоли? Голем список, градби, предмети, системи религиски, организации, учење на кои се поклонуваме, поврзаност, на било каква поврзаност, врзаност за земјата. Идоли се желби, чувства, облеки, спомени, замисли, сни, славење на денови, години, успеси. Без Исус сето тоа идолопоклонство те трга од тебе. Членови на семејства, имаме такви примери, те трга еден друг, мајка, татко, керка, син, ги влечат луѓето и ги враќаат во калта. Тоа се идоли, фрески, икони, книги, свети, славење на свети, Седржителка Богородица е хулење на Бог. Хулење, Седржител е таткото Исус. Сето тоа се идоли. И еве го доаѓаме до она што слезе во 5 сатот, ќе го исчитаме, значи реклама на Facebook за исцелување од демони. Пазете го сега, овој момент е важен да разбереме во кој дух сме ние. Терапиите таму кои се наменети за комплетна добросостојба вклучуваат физикална терапија, значи масажа, детоксификација, да ќе те очисти од труењето, зајакнување на имунитет и духовна терапија, комбинација од сите тие холистички пристап за обнова на дух, душа и тело, па потоа девизата е има начин, има излез и телефонски број. Човекот што го ослави ова има висока црковна титула во една деноминација. Се представува за христијанин. Што фали во оваа објава? Дали јас имам очи и уши? Што фали овде? Што недостасува? Тоа е висока титула, не е, како да речеме, како оџа, како владика, како епископ, како апостол, највисока титула. Значи има начин, има излез. Што недостасува? Првим недостасува зборот Бог, најпростата форма на верници. Тие велат Господ е еден Господ. И муслимани, и будисти, и атеисти велат има некој горе, некој Бог, има некој. Најпростото го нема. Бог го нема овде. Второто ниво е нема татко. Што нема татко? Ние веќе треба да размислиме. Пазете, Исус го обвинија, тој Господ го нарекува татко. Замислете. И на крајот го нема, па тој Исус го нема, што ке ми е мене Исус. Пазете го моментот. Дали е спомнат овде Исус? Не е спомнат. Зошто не е спомнат? Чија е славата? Пазете. Доаѓаме кој исцелува? Во чие име? Доаѓаме до моментот каде што е филтерот давен. Никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Значи тој нема дух, штом не го нарекува Господ. Вториот филтер е, кога ќе дојде Духот, мене ќе ме прослави. Само за Исус ќе зборуваш. Пазете сега, и третиот филтер ќе вика татко. Татко, ништо нема тука, ни Бог, ни Исус, ни татко. Некои техники исцелување и сега се прашуваме, човекот се представува за Христов, а тој идолопоклонство, се слави себе си. Тој исцелува, тој прави, тоа е сатанизам и вавилонизам, да се искачи највисоко над Бог. Јас исцелувам, јас сакам, јас можам да правам. Тоа се терапии, холистика, исцелувања. Кој исцелува? Пазете го моментот. И сега ти сакаш да исцелуваш. Па не е поентата во тоа. Ние сме виделе многу луѓе, ќе дојдеме, ќе се измолиме, ќе му кажеш за Исус, ќе му помине болката и веднаш се враќа во светот. Ти треба да молиш покорно, да ти даде дух, да разбереш, да му служиш, да ти даде сила. Значи имаме две молитви кои се дадени. Едната е фала ти Господи што сум јак, што сум силен, што не сум како овој, не знам, било кој може да биде од нас што е послат. Како тој таму што појма нема.
А овој другиот вели, јас не сум достоен. И тој вториот што е послап е оправдан. Пазете сега. Тој се представува за Христова, се слави себе си. И сега, кој исцелува? И сега што да кажам понатаму? Дали се фалиш себе си, сакаш ти да бидеш пред Исус, ти трчаш напред и исцелуваш? Не, Исус оди напред, ти чекаш. Затоа тој вели, не полагајте раце пребрзо. Од каде јас знам што си направил ти? Јас првен разговарам и чекам водства, не превземам никаква молитва додека не дојде. Се разбира кој човекот во потреба, ако изговори прости ми Исусе, се молиме заедно. И сега тоа е тој момент. Тоа е идолопоклонство, пазете, без Исус, без Отец, без Бог. Кон телесен човек кој се представува за ангел на светлината. И тука гледаш дека нема дух. Духот кога доаѓа вели ќе го слави Исус, ќе вели Господе Исусе од сабаре до вечер и ќе вели Татко. Значи таму владее друг дух, духот на овој свет. Од таа групација ние дел од нас сме биле таму, ги знаеме, кога ќе излезеш од таму си како шашардица, како да си бил во турбина. Цитираш се, тепаш се, караш, цитираш стихови, те води друг дух, баханалиски дух. Ора песни се дереш како ненормален. Немаш мир, а немаш сила. Немаш сила и не знаеш како да дојдеш до Исус. И сега пак ние вериме. Исус кога не може да исцелат, имаме случај, нем и глув дух. Глув и нем. Пак ќе дојдеме до сотрудниците наши. Тој што вели? Роде безверен и така натаму, значи немаш вера, до кога ќе ве трпам, донесете го пред мене. Што значи нем и глув? Па устата ти ја затворил сатаната. Ушите ти ги затворил. Не можеш да збориш за Исус. Не сакаш да послушаш. Не го примаш Словото. Ти си затворен. Не ти дава да действуваш. Не ти дава да живее Исус во тебе. Си живееш во светот со друг дух. Само мислиш дека си во Исус. И Исус им вели, овој род, кај секој еден од нас се истерува само со пост. Пост не е да не јадам грав. Пост е да се откажем од светот, да постам, да се сосредоточам, да мислам на Исус, да барам помош и молитва. Молитва континуирана за се. Помогни ми за ова, помогни ми за она. Ние се помоливме на почеток. Видовте кратка молитва, тап се промени ситуацијата. Фала ти, татко, што ме послуша. Пост од светот, од идолопоклонство, од секаков вид и заедничко живење со Исус Христос. Едно тело, еден дух. И тогаш ти, човеку, кој да си, пред се, после се, на почеток и на крајот, од сабајле до вечер, од секој издив до крајот, ќе викаш Исусе, 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 па ти нема да можеш да кажеш два збора без Исус да го поставиш таму. Тогаш имаш дух, тогаш си во дух, кога ќе дојде духот, мене ќе ме прослави. Ќе викаш Исусе, Исусе, Исусе од сабајле, нема да отстапам пред ништо. Ќе викаш Господи Исусе Христе, тој не може да каже нема дух. Ќе викаш Татко, во името на твојот син, надвор сатана од овој дом, надвор од секој еден од нас, мораш да послушаш, не отстапувам. Јас сум син Божји во името на Господ Исус Христос. Амин, точка ставам и чекам. И готово е. Татко ти благодарам од ти ме послуша. Не можеш ти да се представуваш, човекот те лаже тоа. Има други зборуваат за Исус, млако, исцелуваат голема популација. Затоа вели, разликувајте ги духовите. Ако духот не е во тебе, ти ќе помислиш дека е тоа така. Нема веќе исцелувања без да му ја предадеш душата и срцето на Исус. Ние имавме сведоштва 2, 3, колку се снимени, 4 со претходна една. Сите ние знаеме дека на Исус си му предал се и ќе ги исцели сите твои телесни проблеми. И кај Љубиша, и кај Елена. И јас сум раскажал повеќе пати. Претходно имавме и друг случај со еден наш бране, Бог да го прости. И тој зборуваше. Значи, тогаш он треба, Исус, во тебе, во секој еден од нас, да се прослави. Да се прославиш, Оче, во мене му вели Исус. Да го прославам јас, да го истакнам на светло, да кажам дека сум во Исус. Нема шанси ти да си со Христос, а да не зборуваш за Него на почеток и на крајот на секоја работа, на се. И на работа и така натаму. Ти тогаш не можеш да сопреш, како што дишењето не можеш да зборуваш за Исус. Тогаш ти имаш дух. Кога не го правиш тоа,
Ti si во друг дух и полни се црквите со духот на овој свет. Само цитираат во умот дека знаат за Исус, а не ја живеат неговата љубов. Не му го предал срцето. И тогаш ти си надвор, вон тоа, немаш сила. Кажуваш молитви, празни зборови, немаат сила, тоа е целиот проблем. Ти немаш сила сам да се спротивиш сатаната, иако е паднат, е духовна природа. Тој има повеќе сила, црпи разни извори. Значи не е врзан само во време, простор и свест, во 3 димензии. Тој е бездимензионален до одредено време додека му се дава сила. Затоа е потребен Исус, да не бидам нем и глув дух, да гледам со очите, да можам да кажам, да бидам една љубов со Него. Не преведеш, Манде? Заврши? Аха. Да бидам една љубов со Него и да победувам со Исусовата љубов. Значи, не може човек што вели дека е во Исус да исцелува, а да не го спомне Исус. Сум гледал и го спомнуваат Исус, ама нака како изречи се Исус во името на Исус, он си се исцелува, он напред исцелува, Исус е позади, му вика браво. Нема такво исцелување. А ова комплетно се гледа, тој веќе немаш сила да речеш Господе Исусе Христе. Немаш дух. Друг дух си и полека ќе дојде ден кога ќе треба да кажеш кому му служиш, кој те тера да правиш така, и ќе се видат, ќе излезат, како што рече, темнините што те водат, и ќе дојде на платата крвта ваша на главите ваши. Значи, сотрудниците послушаа, а јас морам да го образложам. Христов слуга на почетокот, на крајот, пред се, во се, после се, од сабајле до вечер, додека диши ќе повторува Исусе, Исусе. Нема да се истакнуваш себе си. И ќе вели, јас не сум достоен ни врвките да му ги одврзам. Јас сум само сад, јас сум кал земна без Исуса. Без Него не можам да направам ништо. Тој ми дава сила. Не знам јас Исус што ќе каже. Да размислиме, да почекаме. Така действува тој. Не се рекламира. Светот се рекламираат другите телесни духови на полн глас. Ние имаме должност да излеземе како светлина на светот и да сведочиме за Исуса Христа. Што направил за мене? Сигурно нешто направил штом си овде во заедницава. Не си останал туку така. Духот ако не си како што треба, не се менуваш, ќе те изгони по еден период. Ние го гледаме тоа. Ние никого не гониме. Ако не икеш да се промениш, самиот ќе избегаш. Тоа е целата проблематика и суштина. Како да се додржам во Исус? Како да го живеам Исус и да зборувам само Исус, Исус, Исус. Вие гледате, во една само половина час јас 100 пати повторувам. Јас не можам да сопрам. Кога духот слезе, јас не можам да сопрам да зборувам за Исус. А ти се славиш сами од себе. И доаѓаме до на што сме го зборувале, дека идолопоклонството кон било што е почеток, причина во мудрост Соломонова или беше во Сирахова. Идолопоклонството е почеток, причина и крај на секое зло. Ете тоа е тоа, кога ти нешто ставаш пред Исус. Дали си тоа ти, член на семејство, нешто што многу сакаш и себе направил за него, нема разлика. Затоа им вели во 1 Јованово, деца, пазете се од идолите. Само Исуса го славам. Христов слуга зборува, живее, го слави, го љуби и се што прави, Духот на Исус прави. Не исцелува тој. Тој не знае. Тој бара водство, како што Исус рече, јас не решавам. Духот на мојот татко решава. Он ги врши делата. Јас не зборувам од себе. Он действува. Тука е разликата. Кога не ги разликуваш духовите, добро треба да се размисли. Да бараш помош од Исус. Покажи ми Господе Исусе Христа за се. Дали ова е добро, дали треба да го слушам, дали да го гледам. Луѓето ќе се завладеат и потоа гордоста ќе се натовари дека знаеш ти за Исус, податоци, стихови, како било што се прави, техники, и веќе си влезен во тој спротиставен протестантски дел, каде што говорат, а не извршуваат. Си извршуваат својата волја, своите желби и своите амбиции. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што го излеа ова слово и што ние само Тебе те славиме и што примаме исцелување
и сила, и вечерва те молиме да слезе Твојата сила, да испееме една песни, да влеземе во сила на исцелување во водна бања во Словото. Амин.